Конечно започна конзервацијата на иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп, кој е стар повеќе од 180 години и беше оставен буквално на забот на времето. После обсежниот проект на анализа на техниката на изработката на иконостасот и дел од иконите, се започна со негова заштита во најдолните слоеви. Иконостасот е изработен најголем дел од оревово дрво, а на некои места како позадината употребуван е и бор. Дрвото е сепак подложно на напад на габи, инсекти. Значи, откриени се активни црвоточни оние отвори, што ги викаме, црвојадни полетни отвори. И има, не во голема мера, меѓутоа има активни. Работиме со инектирање, значи се прави дезинфекција со специјални препарати што се предложени и одобрени во проектот. И премачкување исто така на целокупната резба и импрегнација се врши. Значи, во тие отворите кај што се, за да не дојде до повторно создавање, исто така тие се врши импрегнација со од друго средство и се врши на интервенција на вградените икони, односно исто така површински се отстранува нечистотијата, се вадат преслики. Иконостасот е трет по вредност во Македонија, постојано во Бигорскиот манастир и црквата Свети Спас во Скопје, но прв според неговата големина, изработен е од мјачките мајстори. Ние позади на волтарниот дел, носечките столбови кои го носат иконостасот, тие сепак се во добра кондиција, но во базисите долу во кои слегуваат најдолу во земјата, предвидено е се обновување на тие столбови и поставување на нови покрајни столбови исто од орев и заекнување комплетно конструктивно на иконостасот кој би трае, мислам, би го заштитиле со тоа за наредните 100 години. И се работат врз конзервација, третирање на боениот слој, тоест на медаљоните, сликани медаљони кои се недуваат на самото дрво, на самиот иконостас. Ова го потенцијам заради тоа што има и икони, слободни икони кои се престолните икони и дверите, чинот исто така горе, тие не се предмет сега на работа на овој проект, пошто е тоа законски треба да бидат предмет на друг проект кој ќе следи после завршувањето на овој проект. Оваа година за проектот биле одделени 180.000 денари од Министерството за култура, а планирано било истиот да трае неколку години. Експертите исто така препорачуваат за негова поголема заштита, барем 2 пати годишно да се чисти и да се отстранува прашината од него.